Или благодарам на најавата, или кога би рекол добро утро Македонија, или кога би рекол не можам душа да те заборавам. Значи добро е. Големо е рефрен кој што едноставно можам да речам дека и помладата и повозрастната генерација ги интерпретира, ги пее секој ден. Убаво чувство кога си препознатлив по таков рефрен. Ама кај мене има повеќе рефрени и тоа ми е драго што има не е само еден хит кој ме направил како пеач, него има повеќе песни. Всушност јас имам и други песни што не доше до израз. Многу малку маркетинг им давам најверојатно. Јас се трудам да направам песна, се давам, се вложувам, ама не ме бидува да си направам реклама. Кога ќе запрашам некој од македонската музичка естрада, која е најдобрата песна токму од него, едноставно сите ми велат дека тоа навистина е тешко прашање. Мислам, прашањето е едноставно, меѓутоа одговорот е малку потешок. Тежок. Дефинитивно мене сите песни ми се добри. Знаеш како ние се радуваме на секој нов род, нов плод од песна. Значи кога ќе дојде следна нова и даваме значение, но сега не можеме да кажеме навистина неблагодарно е. Значи јас имам многу повеќе песни на кои сум се радувала или емотивно сум ги доживела или во студио сум плачела додека сум ги пеела. Значи тоа се е различно. Различна тема, зависи за што љубовна, родолюбива и така натаму, значи не се сите подеднакво. И значи нема да го добиеш одговорот ново прашање. Сите мои деца си ги сакам, како ви кажат. Мајката и таткото си ги сакаат своите деца, вика не ги одвојуваме, така и ние. Тоа кога го работиш навистина тоа е нешто емотивно, нешто стварно лично. Се надам дека еве веќе на следното прашање кое што планирам да го поставам ќе добијам одговор. Рековте дека пред вчера сте биле во Прилеп на хуманитарен настан. Вечерва сте овде во Кратово, а пред извесен период бевте на еден хуманитарен настан токму во нашиот град, во Пробиште. Дали ова значи дека постојано сте застапени на хуманите концерти, односно едноставно кога треба да се покаже хуманоста на дело, вие сте тука? Јас во изминатите години не можам да се пофалам дека сум била често, но за иднина ќе ме има многу често. Тоа е, всушност, сакам да ја кажам, мојата сегашна, значи сегашна состојба и сегашно чувство. Да го поврзам со вербата во Бог, нивото ми е на многу повисоко ниво. Повеќе сум посветена на Бог и јас тоа и вчера го кажав. Мојата хуманост сега доаѓа. Значи тоа како ќе се одразува и како ќе биде, нема да ги одбивам сигурно за вакви хумани организации кога се работи за концерти и така натаму. Можеби не можам на финансиски да помогнам, меѓутоа можам вака да придонесам. Затоа има публика која ќе дојде да слуша и за да даде дел од себе. Рековте дека сте застапени на хуманитарните концерти, но можеби тоа ви одзема повеќе време за да се најдете на некој од македонските фестивали. Во последно време послабо ви има во јавност. На што се должи тоа? Јас бев на Валандово. На Валандово настапив со Душко Георгиевски, со една лична композиција "100 пати да се родам, 100 пати да живеам, тебе ќе те сакам родна земја Македонија". Тоа беше и музика и текст. Аранжманот беше на ливро е. И тоа е тој сега да кажам последен настап што го имав, а воедно и на Трубадурите ќе настапам и после на Филиграните. И нешто сум
малку повеќе бев посветена на својот дом, на некое уредување, не знам, така, бидејќи цел живот сум посветена на музиката и на песни. Сега одлучив овие 2 години нели повремено снимам нешто и насочена ми е енергијата за да го средам она дома што сум го започнала, за да во иднина знам дека она што сум го замислила, сум го средила, да се посветам на музиката и да уживам повеќе. Значи, моето време поминува, морам да се надоврзам, со плетење на ташнички. Еве таа една. Одлично пеете, знаете одлично да правите. Значи, јас купувам материјали, бидејќи тоа си го открив овие 2 години, дека имам таква креативност. И тоа ме радува што можам да направив ново. Еве, каде може да ги најдат овие ташни нашите гледачи кои што сакаат едноставно да ги имаат? Вака, јас ги имам дома, за жал на Facebook не работам затоа што некако имам аверзија кон она што е на Facebook. Премногу се форсира некогаш нешто што не треба да се форсира или пак едноставно таму е губење време, можеби не сум во право. Меѓутоа, јас додека би седела на Facebook, ќе си направам нова ташна, нова креација. Дали овие ташни се наоѓаат во продажба? Па за сега не се уште официјално, ама например би можела да направам некоја изложба на мои ташни. Значи, тоа може да се случи такво нешто, кога ќе ги соберам сите на едно место, за да се види што Благица Павловска прави. Значи, креативноста е наш модел еден за себе. Значи, може да биде сличен, но нема да биде ист. Значи, повеќе оние што ги имам направено до сега може се некаде 50-тина. Од тие 50-тина ташни, пола ги имам дадено, значи нешто носам во црква во знак на благодарност на Пресвета Богородица, затоа што Божјата дарба е подарена од Бог. Покрај тоа што пеете, изработувате веќе вакви ташни, колку време имате за одмор? Еве, како едноставно ќе ви помине ова лето 2013-то? Бев се на одмор, не сте или во план сте да го реализирате тоа? Вака сега, минатата година бев во Грција. Оваа година во јули месец ми доаѓа еден брачен пар, еден колега хармоника свири и неговата жена и нивното дете Марко, за кој направив една песна Блага мајка син си родила. Они се во Австралија, инаку во Мелбурн, доаѓаат на гости кај мене 2 месеци. И испланирано е да одиме заедно, воедно и ќе се дружиме 2 месеци. Сакам да ми бидат гости, затоа што ми се многу драги. Така ќе има, најверојатно ќе одиме, ќе скокнеме пак до Грција едно 10 дена, може би така. Спомнав се една музичка номера која што сте посветиле токму на него. Еве што на што вечера ќе го посветите на нашите гледачи. Дали може да слушаме некој дел од рефрена од некоја тема, од некоја ваша композиција, вака in live, во живо? Знаеш што, јас тргнав од дома без сидења, но за среќа шоферот што не вози, тој ме вози 10 години, и он има сидења од мене, па тоа што најдов иземав. Значи, една од тие песни е со која ќе настапам, иде вака. Димитрија џанам, Димитрија, ајде ле џанам, на сто седи, на сто седи џанам, на сто седи, на сто седи, ајде ле џанам, вино пие, ајде ле џанам, рум